Соопшти пораки за Заедно напред и Правда за Македонија. Двајцата председателски кандидати Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова влегуваат во завршницата на кампањата пред вториот круг на 6-тите избори на кои Македонија ќе го добие 5-тиот председател на државата. Она што им е заедничко во риториката на двајцата кандидати се обвинувањата дека партијата на оној другиот е таа која што е криминална и корумпирана. Во последниве 10 години бевме сведоци на неправедно и криминално владење на партијата која го држеше нашиот народ во страв, а нашата иднина во неизвестност. И народот очекуваше реформи, очекуваше демократија, очекуваше владење на право, очекуваше борба со корупцијата и криминалот, очекуваше битка со непотизмот, очекуваше европеизација, ама таа не дојде. Заедничко на кандидатите ме и тоа што повикуваат на масовна излезност, затоа што сметаат дека бојкотот не е решение за државата. Она што ги разликува пак е концептот. Концептот според кој ќе вода државата доколку станат председател. Пендаровски повикува на Заедно напред, Силјановска-Давкова на Правда за Македонија. Првиот ветува општество на еднаквост, солидарност и човечност, вториот радикални промени со политичари од поинаков ков, подготвени да се жртвуваат за држава во која ќе владее правото. Како ваш председател, ќе зборувам против секоја власт која ги загрозува интересите на граѓаните, без разлика на која политичка партија или коалиција и припаѓа. Како ваш председател, посветено ќе работам на заштита на правата и интересите на сите граѓани и ќе го поддржам секоја иницијатива која ќе биде во корист на граѓаните. Секоја неправда ќе биде моја грижа. Силно ќе ги осудам сите постапки кои рушат демократијата и правната држава. Јас само ќе се обидам да бидам вашиот глас, вашиот ум, вашиот став, вашата порака. Постојано ќе докажувам дека сум со вас, дека не можам без вас, дека произлегувам од вас. Во пресрет на изборниот мол кој почнува утре на полнок и Пендаровски и Силјановска-Давкова ги поминаа речиси сите населени места во Македонија, во надеж дека ќе ги придобијат гласовите од буквално сите граѓани кои имаат право на глас. Најмногу на оние неопределените, но и на оние бојкотирачите, шарените, пензионерите, борците, кои денеска и официјално му ја дадоа поддршката на Пендаровски. Од движењето Бојкотирам, барем досега, остануваат на ставот дека во недела на 5 мај не треба да се излезе на гласање. Професорот Блер им река кој председателската трка ја заврши во првиот изборен круг, на својот Facebook профил ги замоли граѓаните масовно да излезат да гласаат за да го спасат, како што опишува тој, евроатлантскиот процес. Позавчерашната средба на Силјановска-Давкова со Левица, во денешното интервју во неделникот Фокус, членот на президиумот на оваа партија Димитар Апасиев вели дека поддршката на председателскиот кандидат на опозицијската коалиција предводена од ВМРО ДПМН е строго персонална, а никако провамаровска. Вториот круг на изборите е закажан за недела 5 мај.